Општина Аеродром станува прва општина што воведува системска селекција на пластичен отпад директно од домаќинствата. Со овој проект, велат надлежните, секое пластично шише и пластично пакување ќе има своја вредност, та граѓаните ќе придонесуваат за почисто и поодговорно општество. Проектот ќе опфати вкупно 600 домаќинства. Во првата фаза 50 домаќинства ќе добијат специјални канти за селекција на пластика. Со одлука на Советот на општината, јавното предпријатие за комунални дејности ќе го спроведува проектот. Ќе ја поттикнува селекцијата така и граѓаните и ќе го предава отпадот на овластени компании за понатамошен правилен третман. Овој проект е продолжување на Clean Aerodrome, за кое е обезбедено и специјално електрично товарно возило за еколошки транспорт на отпад. Со оваа иницијатива општина Аеродром ја намалува количината на мешан комунален отпад, ја штити животната средина и го поттикнува развојот на свесни граѓански навики, велат од општина Аеродром. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски уствари работна средба со амбасадорот на Франција Кристоф Ле Риголер. На состанокот е представена визијата за долгорочен развој на Скопје, заснована на одржливи политики, европски стандарди и продлабочена меѓународна соработка. Разговорот опфатил и унапредување на партнерството со збратимениот град Дижон, како и можности за нови заеднички проекти и иницијативи од интерес за граѓаните на главниот град. Ѓорѓиевски во својата изјава го нагласи стремежот Скопје целосно да ги интегрира европските стандарди во економскиот развој, културата и зелените политики. Амбасадорот Ле Риголер ја изразил подготвеноста на Франција да сподели искуства и иницијативи кои можат да придонесат за подобрување на инфраструктурата и квалитетот на животот во Скопје. Двете страни ја истакнале важноста од континуирана институционална комуникација и координација со цел отворање нови можности за партнерство и долгорочни проекти. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски сподели дека општинското основно училиште Вера Јоци ќе добило 20 лаптопи и 10 персонални компјутери. Бев во посета на општинското основно училиште Вера Јоци, каде што го опремивме кабинетот по информатика со 20 нови лаптопи и 10 персонални компјутери. Со оваа набавка училиштето добива современи услови кои ќе им овозможат на учениците да учат, да истражуваат и создаваат со помош на најновата технологија, сподели Стевковски. Посочи дека со набавката создаваат подобри услови за учење, каде учениците ќе имаат можност да работат на современи уреди, со што нивната настава станува поквалитетна, подинамична и поинтересна. Посочи дека оваа опрема представува поддршка за наставниот кадар, каде наставниците добиваат алатки што ќе им овозможат поефикасно предавање, избедување на дигитални активности и развивање на нови наставни практики. Продолжуваме со континуирани инвестиции во образованието, затоа што веруваме дека секое дете заслужува еднакви можности, без разлика во кое училиште учи. Сакаме да создадеме средини каде што учениците чувствуваат мотивација, а наставниците добиваат поддршка и инспирација за посветена работа. Образованието е највредната инвестиција која што ја правиме како општество, порача првиот човек на Газибаба. Град Скопје соопшти дека неплатените обврски по основ на данок на имот, данок на промет, данок на наследство и подарок и комунална такса фирмарина за периодот од 2020 до 2025 година надминуваат 36 милиони евра, според евиденцијата на секторот за даноци на имот и комунални такси. Даноците на имот и комуналните такси се значајни приходи за функционирањето на градот, со кои се финансираат основните градски услуги, инфраструктурни проекти, трошоци на јавните предпријатија и јавните установи, како и работата на средните училишта. Од град Скопје ги повикуваат сите даночни и таксени обврзници, правни и физички лица, што немаат платено данок на имот, промет, наследство и подарок, како и комунална такса, фирмарина, своите обврски да ги подмират во најкраток можен рок. Во теке е подготовка на предлог програмите и буџетот на општина Карпош за 2026 година. По тој повод градоначалникот Сотир Лукровски ги поканува граѓаните на средби на кои ќе може да ги дадат своите идеи, предлози и сугестии, со тоа заедно да се креира буџет кој ќе биде во служба на граѓаните. Во настока на поголема транспарентност при формирање на општинскиот буџет за 2026 година, општина Карпош од денеска започнува иницијатива во која директно ги вклучува граѓаните во планирање со овој
процес. По тој повод градоначалникот Сотир Лукровски, секретарот на општината Миријана Пехчевска-Попилиева и председателот на Советот Христо Саракинов оствариле работни средби со жителите од урбаните заедници Кузман Јосифовски, Питу, Пејцо Божиновски, Којчо, Нерези, Тафталиџе 1 и Тафталиџе 2. Во рамки на координативните средби, граѓаните имаат можност непосредно да го информираат раководството на локалната самоуправа со нивните потреби и барања, со цел решавање на проблемите на пошироката локална заедница. На тој начин, општинската администрација ги нотира предлозите на граѓаните од овие населени места. Најприоритетните предлози ќе бидат интегрирани проекти, односно во буџетот за следната година и во програмите за работа на општинските сектори. На самата дискусија присуствува и членови на Советот на општина Карпош, кои посочија на неколку акутни проблеми со кои се соочуваат жителите од урбаните населби. Карпушани апелираат до локалните власти да го известат Министерството за внатрешни работи за потребата од поголемо присуство на полициските службеници на терен, како и за изнаоѓање на соодветни сообраќајни решенија за зголемување на безбедноста на пешаците. Конкретни предлози од жителите пристигнаа и за соодветно одржување на блоковското зеленило и јавната хигиена. Повеќе забелешки од граѓаните се упатени во насока на остварување на нивните лични права од легализација со градежното земјиште, а поврзани со актуелните детални урбанистички планови. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја